Со покажувањето на сериската верзија на лутиот хеджбек А290, Алпин ја утврди трасата по која ќе се движи кон својата иднина. Не беше лесно, судбината на марката се кроеше цела деценија со сериозни пресврти во плановите, за сега таа со вториот модел во гамата да биде дефинирана како електрична. А тој не е ништо друго освен моќна верзија на свежиот Рено 5, но со собствени карактеристики. Ке забележиме дека каросеријата со имитацијата на всисниците за воздух на задните врати референтно асоцира на Рено 5 Турбо од 80-тите. Рели стилот преовладува во изгледот, дополнително поддржан со екстра предните светла монтирани на браникот. Внатрешноста содржи волан засечен на дното, нов висок централен тунел со контроли на она што и кај електричните возила се уште го нарекуваме менувач и преден панел и врати украсени со напа кожа. Предните седишта се тапацирани со зголемена бочна поддршка, екранот на инструментаблата и мултимедискиот систем останаа исти, ама графиката им е променета. Тие сега можат да ги покажат и специјалните спортски режими кои вклучуваат детална телеметрија. Како и основниот Рено 5 и Алпин А290 има само погон на предните тркала кои кај него се задвижуваат со електромотор позајмен од поголемиот Меган и Тек. Со тоа силата на малиот хеджбек е зголемена на 180 или 220 конски сили во зависност од верзијата, кои ќе го лансираат до 100 на час за 7,4 односно 6,4 секунди. За жал, максималната брзина остана скромно лимитирана на 160 или 170 км на час. Субстандардни се и батериите од 2,52 кWh, кои максимум ќе обезбедат автономија од 380 км. Негодување ќе предизвика и поддржаната моќност на полнење од само 100 кW, но затоа возилото може да снабдува надворешни потрошувачи со струја од своите батерии. Производството на Алпин А290 ќе се одбива во истата фабрика како и Рено 5, а продажбата по цена од интригирачки 38.000 евра нема да стартува пред крајот на годинава.